Дами и господа, пријатели, центарци, со гордост и со особена чест ви го најавувам нашиот кандидат за градоначалник на општина Центар од движењето Знам. Човекот на кој можеме да му веруваме. Човекот со јасна визија и сила, Мирослав Лабудовиќ Миро. Повелете. Добро вечер. Почитувам председателя на движење Знам за наша Македонија Максим Димитриевски. Почитувани сопартици од движење Знам. Почитувани пријатели и поддржувачи од ВМРО ДПМН. Почитувани присутни, дами и господа. Кога доаѓав наваму, размислував, што можеш да наречеш дека е најтешката работа на светот? Науката вели, тоа е хемискиот елемент осмиум, кој има најголема специфична густина од сите елементи на земјата. Но ако зборуваме од човечки аспект, тогаш јас се преферирам онаа порака на старите мудреци, дека најтешката работа е да останеш човек во сите времења и услови. За мене, да останеш човек значи да се зафатиш и да почнеш да ги менуваш работите првин кај себе, потоа околу себе и да им помогнеш на најблиските, но и на околината. Затоа, уште не пристигнат, си реков, Миро, нема поголем предизвик од тоа да ги засукаш ракавите и да почнеш најголемата битка. Битка за нов центар, битка со сменек лик и вратен сјај. Веќе се искажав дека за мене лично Центар е многу повеќе од местото кај што сум се родил, растел и каде што сега живам со моето семејство. Центар е дел од мојот идентитет, а центарци секојаш ќе бидат на прво место. Во текот на 4-годишниот мандат се обврзувам дека ќе работам секогаш имајќи ја пред себе главната цел – квалитетен живот за моите сограѓани. Имаме програма, урбана програма, баш центарски. И убеден сум дека е најквалитетна од сите понудени со која на вистина ќе ги промениме нештата во општината. Во делот на урбанизмот, Центар треба да стане пример за уредна и функционална општина, ќе ги ревидираме урбанистичките планови со цел максимално да го заштитиме јавниот интерес, ќе ги реконструираме улиците и ќе ги направиме пристапни за лицата со посебни потреби. Ќе го решаваме сообраќајниот хаос, со зголемување на капацитетот за паркирање, имаме зацртано нова катна гаража и монтажни гаражи во Буњаковец, Капиштец и кај новата железничка станица во Пролет. Со изградба на велосипедски патеги и ослободување и реконструкција на тротоари и улици. Кога зборуваме за животната средина, Центар мора да биде темелно чист, повеќе зелен, со повеќе простор за луѓето и со нови маалски паркови и зелени катчиња. Во образованието, ќе ги модернизираме програмите со современи алатки, но пред се ќе ги реконструираме објектите, ќе ги направиме енергетско ефикасни фасади, ќе даваме поддршка на талентирани ученици, ќе воведеме еколошко образование, ќе дадеме поддршка на инклузивната едукација за деца, ќе имаме бесплатно достапни програми за странски јазици, IT програми и креативни работилници и многу други нешта. Вечера сме овде собрани под сводот на Музеот на современа уметност, институција која е белег на културниот живот кај нас. Културата зазема многу важен дел од нашата програма, затоа што Центар е средиште на културниот живот. Театрите и музеите треба да бидат места за средби на генерации и достапни за секого. Нашата визија е Центар да стане културен и креативен Центар и затоа со гордост го најавувам клучниот проект во овој сегмент – Центар Хаб.
Мултифункционален младински и културно-технолошки центар кој ќе ја претвори енергијата на младите во иновации и креативни решенија. Ќе и подобриме и условите во спортот со изградба на повеќе мултифункционални игралишта и поддршка на спортските клубови од општината. Ќе реализираме проекти со кои општината ќе биде пример за хумана, инклузивна и солидарна општина. Ќе го помагаме економскиот развој со поддршка на локалниот бизнис преку фондови, со организација на саеме и промоции ќе создадеме услови центар да продолжи да биде срцето на економијата во Скопје. Безбедноста и јавниот ред се основа за нормален и достоинствен живот. Редот и дисциплината мора да се вратат. Ќе воведеме редарска служба, ќе имаме подобра координација со полицијата и ќе овозможиме безбедни рути за учениците до нивните училишта, секако и светли улици. Центар ќе го направиме шампион во транспарентност, со тоа што ќе бидеме постојано отворени за граѓаните и каде што секој од нив ќе има право на информација, учество и контрола. На тој начин ќе ја стекнеме нивната доверба. Почитувани, ние, јас и мојот тим, имаме подготвено и програма по центарските маала, затоа што центар е вистински мозаик од маала. Од Ебармаало до Буњаковец, од Крњево до Пролет, од Капиштец до Мал Ринг. Секој маало има своја приказна, свој дух и своја боја. И сите заедно ја сликуваат душата на центар. Се обврзувам дека во секое маало ќе го вратиме духот, ќе му дадеме нов живот и ќе го направиме место со кое жителите ќе се гордеат. Сите тие маала, сите тие луѓе, без разлика на верска, национална или било каква друга припозност, се дел од едно големо семејство, семејството на центар. Почитувани присутни, почитувани мои соборци во оваа наша битка. Центар е повеќе од обична општина. Тоа е срцето на Скопје, домот на генерации, нашето секојдневие и нашата иднина. Оваа програма не е список на празни ветувања, туку заеднички патока за работа, создаден од вашите потреби, идеи и соништа. Верувам дека со системски решенија, со честна и посветена работа, со вистински вредности и со заедништво, може да изградиме општина како што заслужуваме. Чиста, безбедна, зелена и хумана. Нашата мисија е едноставна. Да го вратиме сјајот на центар, редот во маалата и гордоста која чувствуваме кога велиме јас сум од центар. Ве повикувам да бидете дел од оваа промена. Вашата поддршка е наша сила. Вашата доверба е нашиот мотив, а вашите идеи се темелот врз кој ќе ја градиме нашата иднина. Знам и верувам во нашата заедничка визија за центар. Центарци, знам дека можеме. Центар повторно ќе биде гордост и радост. Знам дека можеме повеќе и заедно за центар. Ви благодарам.